Да ја видиме книгата Второ послание до Коринтијаните, која ја напишал оној кој бил воден од Светиот Дух Божи. Да го прочитаме поглавје 6, стих 17. Затоа излезете од нивната средина и одделете се, вели Господ, и не допирајте се до нечисто, и јас ќе ве примам. Што ќе биде Бог? И јас ќе ви бидам татко. Што ќе бидеме ние? А вие ќе ми бидете синови и ќерки, вели Господ Седржителот. Семоќниот Бог ни дава до знаење дека ние ќе бидеме негови деца, а тој ќе биде наш татко. Сите ние ќе бидеме Божји синови и ќерки. Ако постои најважното нешто што ни е потребно во нашиот однос со Бога, тоа е крвта. Чија крв треба да тече во нас? Можеме да кажеме дека сме Божји деца само ако ја наследиме крвта на Бог Отецот и Бог Мајката. Ако крвта на незнабожците е во нас, никогаш не можеме да кажеме дека сме дел од Божјото семејство. Внимателно разгледајте ги физичките членови на вашето семејство. Членовите на вашето физичко семејство ја имаат крвта на вашиот физички татко и вашата физичка мајка. Слично на тоа, Бог јасно ни кажува: јас ќе бидам ваш татко, а вие ќе бидете мои синови и ќерки. Сите станавме дел од Божјото семејство. Каде на друго место во светот можеме да најдеме толку голем благослов? Дури и да станеме дел од семејството на председателот, луѓето ќе почитуваат и ќе велат: воа, тоа е навистина неверојатно. Ние сме деца Божии кои ја сметаат земјата за прав на вага и управуваат со целиот универзум и во него. Бидејќи Бог ни ги даде овие зборови: не обожавајте идоли и воздржувајте се од храна жртвувана на идоли. Мораме да ги следиме неговите учења затоа што сме дел од Божјето семејство. Уште еднаш би сакал да им се заблагодарам на Бог Отецот и Бог Мајката што ни ја даруваат оваа благодат. Преку крвта на пасхата на Новиот Завет, ние сме приближени до Бога и имаме привилегија да станеме негови деца. Покрај тоа, ни е дадено правото да го нарекуваме Бога Ава, Оче. Во небесното семејство, никој не може да стане дел од Божјето семејство без Бог Мајката. Како што Бог веќе рече во Создавање поглавје 1, да го создадеме според нашиот образ. Бог Отецот и Бог Мајката кои се изразуваат како ние сигурно постојат, нели? Дури и од Создавање поглавје 1, стих 1 е напишано: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Не е ли Бог напишан овде во овој стих запишан како Елохим Бог? Можеме целосно да разбереме дека не постои само Бог Отецот, туку постои и Бог Мајката. Да го погледнеме посланието до Галатите поглавје 4, стих 26. А горниот Ерусалим е слободен, тој е. Која е таа? Ерусалим што е горе, со други зборови, Ерусалим што е на небото е слободен, и тој е мајка на сите нас. Постои оној кого можеме да го наречеме нашиот татко, а постои и оној кого можеме да го наречеме нашата мајка. Затоа ја заработуваме титулата браќа во Галатјаните поглавје 4, стих 28. Духовното семејство Божјо се состои од отец, мајка и браќа и сестри. Должноста на децата на небесното семејство е да живеат во согласност со учењата на вистината што е содржана во Библијата.